Која е посетата на градот Штип, да ни кажете? Pourquoi vous êtes à Chtip? Est-ce que vous êtes pour la première fois à Chtip? Alors d'abord, je suis très heureux d'être effectivement pour la première fois à Chtip pour, on va dire, soutenir également l'un des grands projets de transition énergétique de la Macédoine du Nord, puisque ici, sur ces terrains juste derrière moi, il devrait y avoir bientôt la plus grande centrale photovoltaïque des Balkans occidentaux, avec une production qui sera faite par la société française Akuo. Прво сакам да ви кажам дека навистина сум среќен што сум овде во општината Штип на место каде што набрзо ќе се гради голем проект од областа на енергетската транзиција во Северна Македонија, односно најголем фотоволтаичен парк во земјите од Западниот Балкан, кој што ќе го гради француска компанија Акио. Mais ce qu'on fait ici à Chtip, ce n'est pas simplement faire en sorte que l'on puisse avoir une Macédoine du Nord plus indépendante sur le plan énergétique et aussi avec des tarifs très intéressants sur l'électricité. C'est aussi participer au sauvetage de la planète. Nous devons sortir des énergies fossiles et nous, dans l'Union européenne, dont on espère que la Macédoine du Nord fera très rapidement partie, nous voulons participer au niveau mondial, voilà, à cette lutte contre le changement climatique. Ça passe donc par la sortie des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. C'est possible ici à Chtip, c'est possible en Macédoine du Nord et la France est très heureuse d'aider la Macédoine du Nord dans cette grande œuvre que nous faisons pour l'humanité. Некој ќе ви кажам дека овде во Штип, нели, размислуваме за тој голем инвестициски проект кој што ќе помогне, нели, од една страна земјата да стане помалку енергетски зависна, но од друга страна со повластени тарифи на електричната енергија, но најважно работиме за зачувување на планетата и за напуштање на фасилните горива и ќе кажам дека Европската унија сака да и помогне на Македонија и да ја види Македонија што побрзо во Европската унија и затоа ние учествуваме во сите овие проекти преку овој голем проект, а тоа значи од една страна напуштање на фосилните горива, од друга страна вртејќи се кон обновливи извори на енергија и Франција е среќна што може на Северна Македонија да и помогне во таа област. Merci. Ви благодарам. Министерке, да ни кажете, имавте средба со министерот за трговија на Република Франција. Зашто разговаравте и секако во фокусот негов е и изградбата на фотоволтаичната централа Стипио? Да, секако ова е еден од проектите кој што е аплициран во државата согласно Законот за стратешки инвестиции. И владата го препозна овој проект како стратешки инвестиционен проект. И сега во рамките на она што се барањата на проектот, треба технички да се дозавршат уште одредени работи, да се создадат услови за да може да почне со реална имплементација на проектот. Ова е нешто ново во државата, бидејќи зборуваме за агроволтаици. Тоа значи дека под фотоволтаиците кои што ќе бидат инсталирани, кои што се ставаат на поголема височина, може да се одгледуваат одредени земјоделски култури и тоа е многу добро, бидејќи во тој случај не го користите земјиштето само како градежно, туку можете и понатаму да го обработувате. Нели, секако не можете со секоја култура, меѓутоа има одредени култури кои што може да се засадат. Компанијата има вакви искуства во повеќе земји во Европа. Ние побаравме од нив кога ќе започне реализацијата на проектот, тоа искуство во на култури кои што може да се засадат и успешно да дадат принос под волтаиците, да не го пренесат како искуство. Јас овој проект го гледам од три аспекти. Секако за економскиот развој на државата е добар и за социолошкиот аспект, бидејќи ќе има нови вработувања, меѓутоа пред се од надлежноста на Министерството за животна средина го гледаме еколошкиот сегмент кој што е многу битен за нас, бидејќи секоја нова инвестиција во обновлив извор на енергија го намалува загадувањето на воздухот и секако влие многу на позитивно на промената на климатските промени, односно да се намали влијанието врз климатските промени. Проектот е на маса веќе неколку години, но реално кога може да го видиме имплементиран на терен? Реално, ако направиме максимални напори, мислам дека за неколку месеци можеме да очекуваме да почне реално имплементацијата на проектот, реализацијата, односно да започне со градба.
Денеска во посета беше францускиот министер за трговија. Да ни кажете што разговаравте и дали една од целите му беше токму нели оваа фотоволтаична централа Стипио? Добро, значајно за нас и за Штип е тоа што ние сме административен, економски, трговски центар, но еве со оваа инвестиција сум сигурен дека Штип ќе го добиет приматот и енергетски центар, затоа што инвестицијата е значајна од неколку аспекти, од енергетски, економски, заштита на животната средина, она која што нам не најмногу интересира е тоа што ќе допринесе за развој на локалната економија, за подобрување на енергетската состојба во државата, од аспект на тоа дека овде ќе работат работници, локални фирми кои што исто така ќе го градат овој проект, кој што се надевам дека во најбрз можен рок ќе започне да се имплементира. Од самиот почеток даваме подршка на реализација на овој проект, во постојана комуникација сме со представници на компанијата и се надевам дека во најскоро време ќе бидат завршени сите потребни работи за да веќе се имплементира и да стане реалност овој проект кој што е од значење за целиот регион, пред се за Штип. Зашто друго разговаравте со министерот? Па, еве, како што напоменав, значењето на самиот проект, начинот на кој што ќе се имплементира, поддршката која што ја даваме како локална самоуправа и дека стоиме на располагање за понатамошна соработка. abordable par rapport au prix de marché. Voilà, donc ce mouvement politique fort d'engagement aussi de la France auprès de la Macédoine du Nord dans les cas, qu'on puisse s'inscrire aussi dans un mouvement économique de plus grande coopération entre les entreprises françaises et ce qui, je pense, fait de ce projet vraiment un très beau projet. Која што дава на вистина квалитетни услуги е веќе присутна во поголем дел од земјите во регионот, во Црна Гора, по страна за јакната економска соработа и трето и најважно работиме заеднички за заштита на планетата. Апсолутно се согласувам со министерот и можност да еве на ваков начин воспоставиме соработка со земја членка на Европската унија, со Франција, аз сум сигурен дека со оваа инвестиција ќе дојде до поддршка на и развој на економијата. Et c'est un réel plaisir de pouvoir accueillir cette compagnie, pas seulement dans notre municipalité, mais dans toute la région et dans l'État, et toutes les coopérations qui... Ние сме во комуникација со она која што имаме како информации и разговори со нив дека на Светониколска страна, односно на територија на општина Светониполе, а на територија на општина Штип има помалку обработливо земјиште. Тие ни информираат дека ќе работат во насока на побрза имплементација на самиот проект, да го намалат проблемот со обработливото земјиште, кој што го имат на Светониколска страна. Nous sommes en train de négocier avec la municipalité de Svetonicola pour augmenter la part de terre arable. Бенефитот и развојот е пред се битен, затоа што освен енергетска корист и економска одбудување на земјоделските производи, односно агрокултура. Mais de toute façon, pour nous, le projet est très important, pas seulement par son investissement, mais aussi de la région, parce que dans le projet, c'est prévu aussi d'avoir des cultures agricoles. Tout ça, on a important d'avoir un projet de deux que l'on arrive à faire aujourd'hui. Енергетски план не треба да бидат на штета на прехраната. D'où l'intérêt effectivement de faire de la production énergétique tout en préservant la capacité agricole. Alors ce ne seront peut-être pas les mêmes cultures parce qu'on ne pourra pas cultiver. On le voit bien ici sur ce champ de photovoltaïque. En fait, on peut augmenter la taille des piliers et en dessous faire par exemple du marais.
Hvala.